Откако платата за одреден месец ќе биде пресметана и исплатена, наредниот чекор е истата да биде искнижена и износите да бидат евидентирани на контата во главна книга. Тоа се прави преку менито за плата, односно се оди во листата на месецот за исплати и се отвара соодветниот месец. Во нашиот случај тоа беше јануари 2018 година. Се избира функционалноста за креирање на дневник. Кога ќе се отвори дневникот, предефинирано е месецот и типот на облигација за кој што ќе се изврши креирањето на истиот и тоа што е важно тука е да се избере како ќе биде искнижена, односно како ќе бидат поделени износите за книжење, дали ќе бидат збирно по тим, дали ќе бидат збирно за компанија или ќе бидат поединечно за секој вработен. Овдека еднаш во основните сетапи се дефинира во кој дневник, односно во кој образец и пакет на општ дневник ќе бидат сместени износите за книжење на платата. Кога ќе притиснеме ОК, се прави процесирање на износите и се пополнува дневникот што претходно беше издефиниран. Се дава порака или нормално дека дневникот е наполнет и за да направиме контрола и книжење на ставките, одиме во книжење дневник во главна книга. Како што може да забележите, овој дневник е пополнет со одредени линии износи и има некои одредени податоци како што се датум на книжење и број на документ. Овие се земаат од картичката на месецот за исплата, значи датумот 31.1 и бројот на документ, а додека бројот на сметка, износите и бројот на типот и бројот на против сметка, значи се пополнуваат врз основа на претходно дефинирани сетапи. Значи тие на почетокот со работа со апликацијата се дефинираат во делот за книжење на плата, сега ќе ви покажам, значи општите подесувања, каде што кажуваме дека одреден тип на кој конто ќе оди. Значи, например, персоналниот данок, кое конто е задолжи, кое конто е за побарува. Придонесите, обврската за плата, надоместо за плата за време на боледување и значи врз основа на овде дефинираните сетапи и конта, понатаму во дневникот за книжење се пополнуваат одредените износи. Доколку се вратиме во картичката на плата, книжење на дневникот, значи се додека не притиснеме книжи стандардно како што е во Dynamics Nav, платата нема да биде искнижена, туку ќе стои во дневникот. Од страна може да забележиме дека се даваат критериумите, односно димензиите кои што се употребени во пресметката, а тоа се кои се департманите, која е групата за книжење, односно во кој налог за книжење ќе бидат сместени овие износи и тим дека се работи за тимот на администрација. Овие износи секако може да ги споредиме со фолиото, односно декларацијата што се добива од УЈП и врз основа на која што се исплаќа платата, за да бидеме сигурни дека овие износи се сложуваат со тие што се исплатени на вработените. На крај, последната опција е преку книжи или книжи и печати, со што ќе се формира, односно ќе се искнижи соодветен налог и истиот може да се евидентира заедно со сите други податоци и документи за присметка на плата во одреден месец.